Здраво живо, јас сум Димче, добродојавте во уште едно моје видео. Овој пат одам во срцето на Македонија, во центарот на Македонија. Тој се наоѓа на 20 километри од моето село. Јас одам таму бос и одам да се извинам на мајка Македонија и да ја однесам некој поклон за тоа сето што и го направивме изминативе години и да побарам прошка од неа и ветување да ја дадам дека во иднина ќе се грижиме поубаво за неа, а за незината природа, за незините реки, за незините шуми, а исто така и нашите реки, шуми и планини. Повелете со мене, ве носам во центарот на Македонија или во срцето на нашата мајка. Да ја покажам малку и патот. Што малку од асфалтот ќе скршнам по земјен пат и одиме на точното место каде што е центарот на Македонија. Иначе центарот на Македонија е земен на тој начин што е извлечен од 20.000 точки и на тој начин е одредено каде е точно центарот на нашата Македонија. Центарот се знае дека е најзначаен затоа што таму енергијата е најголема, најсконцентрирана или во центарот е нултата точка. Затоа одам на тоа место. Јас тоа место го нарекувам срцето на Македонија. Се наближувам на центарот на Македонија, значи местото би го опишал кога ќе преминете реката Бабуна, одите само лево и така се доаѓа до центарот на Македонија. Меѓутоа целата оваа околина е срцето на Македонија, а реката Бабуна е незината главна аорта и една од реките кои што мора да ги чуваме, а исто и оваа околина. Како што гледате, во околината нема ништо. Че самиот центар на Македонија си се чува. Ето, полека наближуваме ки центарот. Тука некаде треба да биде и одбележјето кое е поставено. Сепак е одбележен овој центар. Некои луѓе се потрудиле да го одбележат. Како што знаете, годинава се случија голем број на пожари. Македонија, која што е останата само на 23% на шума, за жал сега падна под 20%, што е алармантно. Исто така голем број од реките, например во Велешко, пресушија, чија губиме и водата. И ние едноставно се покажавме како недобри домакини, а можеби и невредни за ова свето парче земја. Затоа што ова земја не ни е дадена нас само така благословена со убавини,
А нас ова земја ни е дадена за ние да се грижиме за неа. Чи не случајно сме се родиле тука, не случајно тука сме се запознале прв пат со животот и не случајно е оваа убавина тука. Токму затоа јас дојдов на ова место, кој што го одбележува центарот на Македонија, да и се извинам на Македонија, заради тоа што и се случува, заради тоа што можеби ние го направивме и заради тоа што можеби ние оставивме да се случува со неа. Јас за тоа дојдов да и се извинам, а нема поубаво место за тоа, освен срцето на Македонија, односно центарот на Македонија. И тоа едноставно дојдов да се извинам, да и кажам дека потфрливме и да и ветам дека во иднина повеќе ќе се грижиме за неа, ќе се ангажираме, ќе направиме се што можеме да го зачуваме ова што ни е останато. Затоа што оваа земја е света, оваа природа е света, како и секоја природа. Овие реки, езера, планини не заслужуваат таков однос и такво уништување какво што сега доживуваат. Ете, тоа е тоа. Се надевам и вие ќе го направите истото. Не мора да дојдете до тука да се извините, меѓутоа може да промените нешто, а може да бидете за почеток повеќе критични. Таа пасивност, тоа роботско ладно однесување не е за нас. Тоа однесување можеби би функционирало доколку живееме во некоја скандинавска земја каде што се ни е наредено. Меѓутоа тука каде што сведочиме на уништување на шумите, за податок во Југославија имаше 67% на шуми. Тоа е само пред 30 години. Моментално имаме можеби помалку од 20% на шуми. Затоа мора да бидеме повеќе критични, да бидеме проактивни и да реагираме пред време. Затоа што со злото се бори кога е далеку, а не му се дозволува да ни дојде во дворот. Тоа е тоа. Таа порака ја упатувам од центарот на Македонија и се извинувам уште еднаш на мајката Македонија за тоа што и го направивме и ветувам дека ќе се трудиме во иднина да го подобриме тоа и да и вратиме тоа што и го уништивме или тоа што и го земавме. Ете така, се надевам ќе допре мојата порака до повеќе од вас. Вас ви го посакувам секое добро на овој свет и луѓе почнете да критикувате и почнете да реагирате. Ве молам, тоа е единствениот начин за излез од ова безпатие во кое што не однесоа. Ви благодарам што бевте со мене во уште едно моје видео. Го завршам видеото и се гледаме во некое моје наредно видео или некаде низ нашите улици, возови, автобуси или низ нашата преубава Македонија. Поздрав и секое добро!